Продолжуваме со серијата или епизодата на подкаст на Кариера МК и Brain 3. Јас сум Дрита Зечири, заедно со Најле Елези, сопственици на Brain 3. Денеска го имаме како гостин Александар Зарков, генерален менаџер од Нормак Investment Group. Добро дојде. Благодарам за поканата. Вака Александар од професионален кошаркаш во професионалниот свет. Дали ова беше прескок, да кажам, од некој зорт или беше од кејф? Нешто ти се понуди подобро или немаш алтернатива во светот на спортот и се одлучи да прескокнеш во животот на генерален менаџер? Интересно прашање во секој случај. Професионален кошаркар, да, од детството. Професионално се занимава со кошарка, ама во професионален менаџер така не се станува лесно како професионален кошаркар. Така да динамиката и развојот на животот ме однесол во друг правец. Така да ориентацијата од професионален кошаркар, пробувајќи на одредени моменти паралелно да се одвиваат тие две нешта, очигледно не е возможно, така да ориентацијата согласно со условите морав да се определам заедно, така да морав, нели, годините си го прават своето, така да од професионален спортист се активираш повеќе во полето на професионален развој и професионален менаџер. Така, баш ме интересира дали делот, пошто јас сум многу љубител на спорт и секогаш ми се интересни спортистите, дали делот во кој ти си да кажам, веќе не си во спортот, си требал да го бираш само овој пат, да кажам, дали ти останало некогаш како, да кажам, онака дел кој ти фали во животот или си мислиш некогаш, можеби да сум продолжил по тој пат, би било по-окей, за мене би бил позадоволен. Видите, дали имам жалење за продолжување на тој начин на живот или определба, не. А сличностите се многу големи од спортот и професионалното работење, например, професионален менаџер и професионален спортист. Тие квалитети, интересно е многу прашањето, прв пат некој да го постави, пошто нели определеноста, одлучноста, постојувањето на цели, тие се некои сегменти каде што функционираат и во професионалниот спорт и во професионалното работење и менаџерството. Дедицирањето, поготово на луѓето кои што се занимаваат со колективен спорт, јас сум се занимавал со кошарка, тоа градење на тим, односи, релации, комуникации во тим, лидерство во рамки на тимот, се некои квалитети што не случајно се градели во времето кога сум се занимавал професионално и со спорт, така да сите тие квалитети, одлики, начин на функционирање, работа со тим, лидерство на тим, укажување, следење на таргетите и на целите кои што се дедицираат, се присликуваат и во професионалниот менеджмент. Така да сличностите се огромни, само нели квалитетите и обкружувањето е различно, кај што нели човекот кога има бекграундот, малку и одлучноста кога има, секако се плюс за мене. Јас сум исто многу љубител на спорт и една од најважните работи во спорт е дисциплината. Дали мислиш дека пошто си се занимавал со кошарка и нели спортот бара многу дисциплина, дали мислиш дека тоа те насочило за да имаш дисциплина и во работа? Дали тоа бил еден фактор од детство, нели се занимавал со тоа, си имал дисциплина, чим си бил спортист професионален? Секако дисциплината уште е начинот на планирање, на одигрување на една професионална утакмица или начинот како ќе се постапи, како ќе се пристапи за да се дојде до крајната цел, до победа. И дисциплината, тоа да се испочитува во тие 60 минути е исто и во професионалниот и во менаџментот, во деловното работење. Одговорноста и дисциплината во професионалното работење е нешто што е задолжително. Не можеш да заобиколиш одредена процедура, не можеш да заобиколиш одредени чекори, нели? Одредени чекори мора да се изводат. Таа професионалност и дисциплина ти ја дава таа енергија и мотив, нели, за заложбата, остварувањето на целите, посветеноста за остварувањето на целите кои што ќе се зацртаат, нели, справувањето со ситуации, со стресни ситуации и од едното поле и од едната страна и од другата страна, така да пристапот и нели начинот на гледање вака од аспект на спорт и професионален менаџмент има многу допирни точки.
прв пат размислувам вака, рековме слободно со прашањата, ама баш добар аспект на разговори и гледање на работиве, така да дисциплината е задолжителна во остварување на цели, во водење на начинот на функционирање, нешто што не може да се заобиколи. Александар, многу интересно, бидејќи баш онака ми дојде стекнување на одредени компетенции, вештини, навики да кажеме, па и менаџирање со стрес, може да ги пронесеме од една областа во животот во друга областа, што беше кај тебе случај од спортскиот живот, да кажеме, во деловниот свет. Кажи ми сега во овој деловниот свет, кој е Александар, нешто повеќе за себе, за компанијата за која ти во која си ангажиран? Така, професионално, сега, како што напоменавме и во најавата, сега сум генерален директор на Нормак Investment Group. Нормак Investment Group е компанијата што има подпишано договор за јавно-приватно партнерство со државата, со владата, преку технолошка индустријска развојна зона, преку дирекцијата, и Нормак Investment Group управува и менаџира со единствената приватна зона во нашава држава по принципот на јавно-приватно партнерство. Тоа значи дека ние сме целосно тие кои што сме одговорни и директна комуникација со инвеститорите кои што доаѓаат во зоната во Тирстетово, до сите услуги, процеси, поддршки, контрола и менаџирање на сите процеси што се случуваат на територијата на Тирстетово. Професионално, да, за да се дојде до вакво ниво на професионален менаџер во една странска компанија која е 100% норвешки капитал, кај што најголем акционер е норвешкава влада, не е случајност. Така да инвеститорите сакаат резултати, инвеститорите сакаат професионалност, и инвеститорите сакаат реализација на планови кои што и стратегии кои што ќе се дефинираат на самиот почеток. Јас можам да кажам дека скоро 20 години сум активен во бизнис обкружувањето во нашава држава. Претходно околу 15 години работев и во Сојузна стопански комори, следејќи ги сите бизнис интереси, случувања, регулатива, легислатива, помагајќи на сите компании во државата, соодветно со целта со која функционираше самата комора и на ниво на извршен директор. Така да од извршен директор на една комора одлучив професионално да се посветам во развој на една технолошко-индустријска развојна зона, поготово што е единствена во начинот на функционирање, единствено приватна. Тоа значи поголема одговорност, немаш позадина, овде не стои државата како бекап, тука е само професионален ангажман, каде што мора на вистина да се потрудиш и да вложиш лично, со сета своја професионалност, со сета своја мотивација, одлучност во разговориве, во процесиве, за да се финализираат со потенцијалните инвеститори, со склучување на договори и на крај уште потешкото испочитување на секој дел од еден договор, кој што впрочем е многу голем. Да. Александар, од Сојуз на стопански комори на Македонија, големо искуство со бизнис, меѓутоа домашна, да кажеме, компанија. Премина во една компанија која е претежно норвешка. Дали требаше нешто да смениш кај себе, дали беше потребно некои нови компетенции, дали е поинако? Компетенциите за еден човек професионален менаџер тука нема почеток и крај. Тоа е процес кој е ongoing, кој што постојано тече. Како со мајндсетот, дали тоа требаше да се... Мајндсетот, можам да кажам дека и во рамки на комората кај што работев претходно, искуството со странски инвеститори, овозможување на пристап до странски пазари, нема некое и во самата комора, истиот дел од активности беа вклучени и во самата комора. Така да привлекувањето за странски инвестиции, спојувањето со домашни компании, искуството веќе постоеше. Овозможувањето, креирањето на стратегии за македонскиве компании, начинот на влез на странски пазари, сето тоа било вклучено во делот на портфолиото на активности кај што сум бил вклучен, во поглед на национални програми, во поглед на интернационални проекти во рамки на Европска Унија, проекти во рамки на Светска банка, така да сите тие искуства и активности кои што сум ги реализирал, ми дале малку поголемо искуство
и можности за да ги согледам нели трендовите, да ги согледам потребите, да го согледам и перципирам начинот на кој функционираат процедурите и процесите и начинот на донесување на одлуки кај странските инвеститори, кај сериозните компании. Тоа се процеси, тоа не се случува денес за утре, така да подготвеноста, професионалноста на водење на тие разговори на цела една постапка е многу специфична и бара огромна професионалност. Еден погрешен потек, еден погрешен одговор во еден процес кој што траел можеби една година, прекинува една дискусија за потенцијален инвеститор. Така да искуството е нешто драгоцено, ама не застанува тука. Така да процесот на себе само едукација и професионално усовршување тука нема крај. Тоа ми беше прашањето, дали е доволно само искуство или е потребно повеќе од тоа за да се стане професионалец во, да кажеме, во целосна смисла на зборот. Па што конкретно ти правеше во твојот личен развој? Како напредуваше? Што правеше за да достигнеш ова што сега си тука? Дали е доволно само тоа образование и тие знаења кои си ги стекнувал во формалното образование или плюс нешто си правел за да бидеш успешен? Формалното образование или високото образование е само една основа каде што на младиве луѓе им се дава одредена насока во одреден сектор каде што тие пројавиле некаков интерес. Тоа генерално треба да биде заклучокот кај младите, тие не се професионалци, тие не се експерти, тие немаат искуство со завршувањето на високо образование, тие само што започнуваат. Тие само имаат насока каде можат да најдат соодветна литература или начини или отворена порта каде што можат да се реализираат во приватниот бизнис, поготово. Процесот на дополнително образование сум имал прилика и среќа да бидам вклучен и да учествувам на различни програми, како домашни, така и интернационални. Така да таа едукација која што сум ја поминал за сите овие 20 години, поминувајќи на многу различни континенти, не само меѓународно, така да од програми за усовршување на економска едукација од Кина до Полска до Шведска, така да тоа е едно искуство каде што мора еден професионалец да го свати пред се начинот на функционирање и размислување. Компарацијата за големи економии и мала економија тука неспоредливо е понекогаш, но начинот на размислување и донесување одлуки тоа е нешто што треба да се почитува и да се купи тоа што може да се примени кај нас на домашни услови. Како ти едукација и тренинзи ти помогна? Дали е тоа некој промена начин на размислување, начин на действување? На кој начин, како ти помогна во твојата кариера? Перспективата по одредено искуство, по одредени тренинзи, по одредени размени на искуства, студиски патувања, перцепцијата на гледање или на одредена проблематика, каде што одредени професионалци се навикнати да ја гледаат шолјава како што е поставена, но доколку имаме соодветна едукација, ти дава друга перспектива и начин на пронаоѓање и разрешување на одредени проблеми. Гледање од повеќе аспекти? Од различни призми, од различни аспекти, решавање на проблематиките од начин или перспектива каде што доколку не си имал можност да го приметиш тој начин на решавање на проблематиката, нема на кој начин да дојде како идеја да го примениш и да го реализираш, да го примениш на домашното опкружување. Така да начинот на водење бизнис, например во одредени други држави, системот на одлучување, системот на донесување на одлуки, специфики на одредени алатки кои што ги користат, а во суштина се непознати одредени алатки од тие каде што функционираат некои светски големи брендови или корпорации, самата нивна примена креира бенефит или креира позитивни резултати. Па ти имаш многу контакти со странски инвеститори, за привлекување, комуникација со нив. Како е со комуникација? Дали е тоа процес или алатка, да кажеме, вештина која се учи или која ти е природно така, да кажеме? Можно е да има одреден човек одреден талент, но доколку не се развива и не се надоградува, застарува.
Тоа е како еден компјутер кој сме го купиле пред 10 години, денеска ќе не може да го вклучиме. Така да континуирано усовршување и посетување на одредени нови начини на размислување, градење на комуникацијски вештини се многу драгоцено. Не дека не сум поминал лично, сум поминал многу и се уште поминува од различни типови на обуки, од самоиницијативно или корпоративни обуки кои што се драгоцени во начинот на размислување и во начинот на делување, на секојдневното делување. Некогаш и мислиме онака и прашања, поставување на прашања дека тоа е нешто сосема нормално, меѓутоа еве јас и како коуч една од основните алатки е начинот на поставување на прашања, бидејќи што сакаме да постигнеме со прашање, дали сакаме и да поттикнеме одредени, да кажеме, потенцијали кај луѓето, каде сакат да ги насочиме, каде да ги водиме во процесот. Ти во твојата комуникација имаш многу комуникација со разни луѓе, со различни култури, да кажеме. Колку се битни прашањата, колку се битни? Многу, кога комуницираме со различен профил на инвеститори, со различен профил на луѓе, различен профил на титули, многу е важно. Самиот влез во сала за состаноци е важен. Самиот начин на седнување, самиот начин на говор на тело, доколку има различен профил на гости со различен титулар, самото седнување на луѓето, пошто доколку имаме бизнис, луѓето од различни профили и поготово ако е од дипломатски кор, мора да се испочитуваат на соодветно ниво, бидејќи тие го поминале тоа веќе и тој дипломатски протокол и етикеција е нешто што исто сме го поминале неколку пати во професионално усовршување, така да доколку има два амбасадори, доколку имаме на состанок, многу е битно, јас ќе ги поздравам претходно и во Македонија, нели, и Академија за протокол и одредени институции што се бават со вакви, што сум имал прилика да посетувам на вакви типови на едукации. Значењето, например, еден амбасадор дали ќе седи до домаќинот или ќе седи на второ место е поврзано со одредена пресеанс листа кој што 80% од луѓето не ја применуваат ниту слушнале за него. А тој амбасадор, тоа е функцијата и суштината на негово функционирање во одредена држава. Не се поставува важноста на гостинот, поготово дипломатскиот кор според големината на неговата држава, туку според пресеанс листата и кога тој како пристапиле кон Македонија. Тие се некои финеси, нели, што мораме да ги имаме во предвид, а кога ќе стигнеме до делот на поставување на прашање и комуникација, одговорите се многу битни, и начинот и професионалност на давањето. Но во суштина едно погрешно прашање ја прави истата белја како погрешниот одговор. Така да и несоодветното прашање и професионалноста на прашањево и незгодно терминологијата, концептот на самото прашање може да нанесе исто зло како погрешен одговор. Да, бидејќи, еве, мислам, ние работиме со тренинзи, едукации и постојат компании кои се свестени, сака да инвестират, меѓутоа многу често ни се случува во Македонија, поготово кај домашните компании, да ја сметат дека тоа е губење на време, на енергија и на пари. Мислам, кое е твое искуство со домашните фирми, компании, колку вложуваат и колку се освестени дека тоа е многу, еве, ти спомна многу работи, колку е битен тој елемент за развој на самата организација и за да се биде конкурентен на крај на краиштата на пазарот. Професионалното усовршување, поготово на човечкиот капитал, е нешто најдрагоцено во една компанија. Колку повеќе се едуцирани, колку повеќе се усовршувани, колку повеќе ги следат трендовите на комуникација, трендовите во дигитализација, трендовите во начини на донесување на одлуки, тоа е нешто драгоцено. Така да тука не сме, секоја сериозна компанија во нашава држава е свесна. Успешните компании, поготово тие што работат со странски пазари, многу добро се свесни како функционираат и што представува таа едукација во надворешниот свет. Таа примена и таа сертификација
примена на одредени правила и процеси и сертификати каде што се непоимливи за национални во националната легислатива и на националните трендови. Интересен пример ме потикна прашањето кога отидов да работам за компанија со норвешки капитал, каде што најголемиот акционер е норвешката влада преку одредени фондови. Таму не е прашањево дали компанијата функционира по националната легислатива и стандарди. Плюс стандардите кои што треба да се исполнат и се негуваат од страна на Норвешка со стандарди и елементи на усовршување, до прецизирање, ми даде до слика колку Македонија уште треба да работи на усовршување и на доградба на организацијска култура. И организацијска култура и гледање на перспективи каде што, например, од македонски услови начин на водење на бизнис не се толку битни. Ама, например, грижата на животната средина и обкружувањето, околината, здравието, безбедноста на работа е прво нешто што се прашува тој аспект, потоа е бизнисот. Да. Така да пристапот и начинот на размислување кон одредена проблематика тие веќе го надживеале и сега тој начин на функционирање бизнисот секако ќе биде успешен. Не е споредно дали професионално или непрофесионално ќе работиш. Сметам дека ти имаш многу работи кои може да пренесеш во Македонија како позитивен модел или позитивното искуство. Бидејќи има и многу за зборувања, времето е кратко, знам дека и ти си и лично општествено одговорна личност и многу поретко зборуваме за тие колку придонесуваш во општеството преку твоите активности. Што правиш и компанија во која што си. Да, не кажеме дека помагаш, туку сакаш сигурно да ги видиш луѓето среќни, колку што разбрав јас, нели? Мене, например, ме интересира дали кога сите си имаме некоја визија за себе и кога си имал визија за себе дека сакаш да постигнеш нешто во животот, дали секогаш целта ти била и да ги правиш луѓето среќни или кога веќе си почнал да работиш и нели си се соочувал со разни луѓе, тогаш тек ти станало ова како желба, да кажам, за такви активности? Личниот успех и професионалниот успех е одредена категорија на лична сатисфакција, но доколку ние сме тројца на масава, а јас само се смеам, средината е непријатна. Така да кога работиш на себе реализација и обкружувањето добиваш нагон и обкружувањето да ја споделиш таа позитивна мисла, да ги споделиш тие вредности во обкружувањето, да споделиш и на одреден начин да помогнеш. Спомнавме општествена одговорност. Ние како компанија, како Нормак Investment Group, сакаме да допринесуваме и сме активни, помагаме секаде каде што можеме да помагаме. Не сакам да издвојувам примери, туку тоа го правиме од позитивна пракса и искуство со цел да креираме, кога се работи за деца, позитивно расположение, насмевка и задоволство и среќа кај децата е нешто неизмерно. Таа енергија која... Ако можеш одредени такви резултати и ефекти да добиеш со една општествена одговорна активност на ниво на компанија, на ниво на индивидуа, пошто функционираме одреден профил на луѓе, општествена одговорност и лично сум вклучен и во Ротари клуб Скопје Исток, така да тој профил на луѓе кој што со многу нив не споил и бизнисот и начинот на размислување на различни проекти, секако функционираме и како индивидуи, и како компании донираме во општеството. Сега исто таа хуманистичка работа ја насочуваме преку на клубот кој што го формиравме, Ротари клубот Скопје Исток, за да ја насочиме таа хуманитарна активност која сега го постои кај сите од нас, ама му даваме фокус преку нешто што е меѓународно признато, така да имаме повеќе отворени канали и за комуникација, и за соработка, и за меѓународна поддршка и креирање на поголеми проекти, поголеми поддршки за средината кај што функционираме. И стварање на мрежа, на нетворкинг, колку е тоа битно? Мрежата е секогаш битна, кругот на луѓе и комуникација е секогаш битен, човек секогаш треба да се обкружува со позитивни луѓе, со луѓе кои што се стреми
себе реализацијата и само надоградбата лична, која што се стреми да ја реализира, да биде обкружен со луѓе кои што ги гледа тие вредности. Така да лошо е ако функционираш цело време во просторија каде што ти си најпаметниот. Тоа е слабост за успешен менаџер. Така да јас секогаш сакам да бидам обкружен со луѓе со професионалци кои што се професионалци во областа во делување, така да споделувањето на различни искуства, различни начини на размислување е драгоцено. Александар, ти вака како висок човек, од што се плашиш највише во живот? Па не сум размислувал, за стравови, тоа се предизвици кои што, само зависи на кој начин ќе му пристапиш и на кој начин ќе го решиш. Така да секојдневно се соочуваме со предизвици, успешноста и свестоста за реализација и пристап кон тие стравови или предизвици, да ги наречеме, го гради карактерот на одреден човек. Така да таа себе контрола... Значи не треба да имаме стравови, тоа треба да го земеме како предизвик. Мислам и во професионалниот живот и во приватниот. И во професионалниот и во приватниот живот, кога се соочуваме со одреден предизвик, одреден проблем, на крајот сепак сонцето изгрева, треба да најдеме начин како да го решиме и што е тоа што ќе го извлечеме како поука. Па еве, која е твоја стратегија кога се соочуваш со предизвици? Како и што правиш за да која е таа стратегија твоја за надминување на предизвици? Во професионалниот живот предизвиците, поготово во нашето општество, се секојдневни. Начинот на функционирање, институционален пристап, професионален пристап, предизвик е одредена проблематика или одредена тема, секојаш е специфичен предизвик. Начинот на фокус и начинот на решавање, константноста, определеноста, упорноста за решавање на одредена ситуација или предизвик се многу важни. Професионалноста, вклучување на сите можни аспекти на решавање на предизвикот, на проблемот. Доколку се добро прецизира и дефинира проблемот, луѓето не се свесни дека 70% веќе го решиле. Добро. Проблемот е за добро да се дефинира. Точно е. Генералниот страв само може да те однесе во одредена фобија, но доколку конкретно се пристапи на одредена проблематика или предизвик, ако се соодветно дефинира и елаборира, мислам дека веќе... Да, бидејќи некогаш и ние сами ги правиме поголемо отколку што е, и таа е да се соочиш со тоа и да го дефинираш и да видиш што всушност. Точно. Разглобување на баукот и на генерални работи во конкретни поедини активности или сегменти многу допринесува за решавање или пристап по конкретна активност. Александар, јас имам едно прашање кое често го поставувам и многу е ин сега, мислам, во последно време, балансот измеѓу приватниот и професионалниот живот, и тебе луѓето околу тебе те знаат дека не си даваш време на себе си толку, пошто работиш до доцните часови. Кажи ми како успеваш да го менаџираш тоа и дали ти прави предизвик, да кажам, во приватниот живот? Интересно прашање. Човек треба да биде свесен за тоа што го работи и тоа што го жртвува во начинот на функционирање. Балансот меѓу приватен и професионален живот баш е интересно прашањето, бидејќи пред месец или два бев на една обука со професионалци од областа за тајм менеджмент, за баланс, за различни сегменти, каде што овој баланс беше првото нешто кое го ставив како слабост лична, ама свесно ставена слабост, пошто посветувањето на професионалниот живот тоа е свесен ризик и самоопределба. Да, човек треба да стави граница, до овде сум на работа, потоа сум дома, поготово фамилиарен човек, кој е фамилиарен, имам две прекрасни ќерки, така да тој баланс што сакам да го постигнам, и во реализација на професионален и на личен план, некојаш изискува трошење на поголема лична енергија, ама задоволството кога без разлика ако денот, поголем дел од денот си го потрошил на професионалното, кој ќе вложиш малку личен поголем напор за
само задоволство и реализација на оние лични сатисфакции, фамилиарни вредности, негување, сепак балансот е тука. Моето често прашање, бидејќи на едукација за work-life balance или work-life balance, започнува дали живот престанува со одење на работа. Мислам, дали бидејќи одам на работа, па ќе живеам во петок за викенд или за празници. Како е кај тебе тоа? Дали живот кај тебе на некој начин застанува или е тоа пронаѓање на смисла и во тоа што... Во се што работи човек треба да го најде своето задоволство, нели? Не треба со чекор назад да тргнуваш во денот кој е пред тебе. Да. Така да мотивацијата секогаш треба да е тука. Не треба да значи дека тргнувам на работа и веќе не живеам, нели, сосема погрешен начин. Се дедицира, нели, професионална активност е професионална активност. Човекот е истата личност сум јас и во канцеларија и надвор од канцеларија. Така да тие баланси нема стриктно правило, нели, секој една индивидуа, ама тој баланс е само на доградба. Така да и функционирање на човек и градење на начинот во функционирање во средината, во тимот. Само определувањето на кој начин ќе се изразува према околината и према другиве и према фамилијата е некоја определба кој што ние ја градиме. Нели, избувливоста на човек, тоа за мене е слабост, например, себе неконтролата во одредени ситуации кога ќе си дозволи одредена личност, нели? Тоа е слабост на недоволна зрелост или себе контрола, недостаток на себе контрола. Така да професионалноста и балансот, тие се квалитети на човекот. Не има тука професионално или фамилиарно, туку квалитет на една личност. И тоа исто се учи и се стекнува. Се учи и се негува предизвици, искуство, нели? Се е значено, ама среќа, еве, како вие што се занимавате професионално со обука, со тренинзи, со НЛП. Тоа мене ми е живот, мислам, не ми е работа, тоа ми е сега понака дел од мојот живот. Го разговараме многу често со пријателиве, пошто начинот на формалната едукација и овие сегменти кои што, например, од ваша перспектива ги учите во неформално образование на професионалци, зашто тоа чекор понапред не отиде во примарното образование. Пошто тие квалитети, нели, начин на функционирање, начин на размислување, начин на креирање на цели, на реализација на тие цели, на одлучност, мислам дека не мора да чекаат деца со формално образование, па потоа да се определат на ваков тип на неформално образование. И денеска е тоа потреба, мислам, за да бидат конкурентни на тржиштето, обавесно ќе мора да Дефинитивно. Темата ми е актуелна, пошто ќерка ми е 16 години и разговорот на овој начин, нели, младиве се сакат повеќе, нели, Z генерација. Едукацијата и уживањето во животот, но, нели, начинот на размислување, начинот на визионерско гледање, на дефинирање цели во овој стадиум на развој на една личност е многу драгоцен. Сега предизвик за мене, не дека сум успеал, али секојдневен предизвик е тој начин. Дали е предизвик со ќерката 16 годишна или со партнери на работа, да кажеме? Секој сам по себе си е предизвик, така да едната дискусија си носи еден предизвик, другата дискусија си носи друг предизвик, па и последици. Александар, фала, беше многу мило. Интересни прашања, нели? Јас размислував кога прашував, мислам, влегов подлабоко во овие теми и многу интересни одговори. Фала ти. Ви благодарам за поканата, така да ми беше задоволство што бе ваш гостин. Александар, благодарам, многу брзо помина време со тебе. Не приметив. Фала. Благодарам.